Децата жртви на семејно насилство и сексуално злоставување тешко се одлучуваат да проговорат за своите трауми. За 6 месеци регистрирани се 49 случаи на семејно насилство. Во 31 случај децата страдале поради бракоразводна постапка, 16 од нив се забележани како питачат, а за 10 има сомнение дека биле сексуално малтретирани. Тепани, злоставувани, малтретирани. Децата и натаму молчат и трпат насилство. Едва и 25 се охрабриле да проговорат за пеколот низ кој поминуваат. Од првата детска амбасада меѓаше вела дека на СОС линиите најчесто се јавувале возрастни, суседите или роднини на жртвата. За 6 месеци регистрирани се 300 случаи на злоупотреба на детскиот труд. Во 49 ситуации децата трпат семејно насилство. 25 од нив речиси секојдневно добивале ќотек. Поради проблеми во бракот, разводот на родителите и нивните кавги, 31 дете е психички злоставувано. 16 деца се пријавени дека питачат на улица, а за 10 имало дојави дека се сексуално малтретирани. Змијанат вели дека повиците се регистрираат, ги алармираат институциите, но тие не реагираат, а децата и натаму страдаат. Занемарување, несоодветно постапување, злоупотреба, недоволна сензибилизираност, спорост во процесирање на постапките. Понекогаш чувствувам дека и се допишуваме, а детето и понатаму е жртва. За 20 години на бесплатниот СОС телефон во меѓаше пријавени со околу 19.000 случаи на злоупотреби на детскиот труд, но со помош на државата само 1% од нив се решени. Тоа беше се во вестите во 16 часот, првото издание на дневникот е во 19 часот. До тогаш